Благодарам на медиумите што дојдовте денеска овде. Многу е важно да се освестиме, многу е важно денеска да говориме за она што се случуваше вчера. Имено вчера битката за Кочани за среќа заврши онака како што заврши, без посериозни материјални штети. Меѓутоа еве овде кога ќе ја погледнете сликата на лице место ќе видите дека самиот оган достигна до куќите и сето она што го говори Стојан Ангелов од Центарот за управување за кризи, јас ви уверувам дека немаше никаква реакција од Центарот за управување на кризи. Втората вест беше дека хеликоптерите не летале ноќно време. Пожарот овде кој што се случуваше додека граѓаните сами се бореа со огнената стихија, се уште беше ден, започна некаде по 18 часот, имаше добри повеќе од 2 часа за истите да реагираат, па конфузни изјави од нив дали немале бензин, немале керозин или не летале ноќно време. Меѓутоа, цела Македонија треба да се свести дека сите кои што се одговорни треба да се ја сватат посериозно работата и ние како опозиција не смееме да премолчиме и не смееме да оставиме граѓаните сами да се справуваат со вакви стихи, затоа што навистина ниту се спремни, ниту имаат логистика и ние како опозиција единствено што можевме е да излеземе како обични граѓани, како што реков, со лопат или со кофи да се бориме колку што можеме со огнената стихија, меѓутоа верувајте ми, тоа не е никакво решение. Ова што му се случи вчера на Кочани може да му се случи на секој друг град. Во меѓувреме, верувајте, ние видовме хидранти кои што не функционираат, противпожарните возила се дополнуваа со вода во противпожарната единица во станицата која што оддалечена некаде околу 3 километри од овде. МВР не направи протокол за движење на пожарните возила затоа што на булеварот Теодосија Паунов во тек се градежни работи, па се вози само на една лента, па можевме да видиме како пожарникарите во паника беа зафатени во гужвата која што се створи на самиот булевар, каде што сообраќајот течеше само на една лента. И сега имате нефункционални хидранти, имате хеликоптери кои што не тргнале на време и немаат бензин, и од друга страна ги имате граѓаните кои што сами се бореа и сами ја избореа оваа битка за Кочани. Сметам дека токму денеска е денот кога треба да разговараме за итна и неодложна оставка на Стојан Ангелов. Ако не е способен, нека си оди, затоа што ова може буквално да се случи и на друг град и уште еднаш да ни се случи вакво нешто и може, за жал, да помине многу полошо од она што се случи овде. Реакцијата на институциите вчера, во вчерашниот ден, ја видовме дури по 21 часот во село Тркање, кога стигнаа навистина противпожарни возила од другите градови. Меѓутоа, таквата брза реакција и координација требаше да се случи многу порано во Кочани, каде што знаете дека почетокот на пожарот, ако треба да го санираат 10 луѓе, со оставање на проток на време, бројката на луѓе кои што треба да интервенираат експоненцијално расте. Па се создае ситуација во Кочани да имаме пожар кој што требаше и го сервисира, односно го контролира повеќе илјади граѓани кои што сами, како што реков, излегува со помош на противпожарните единици од Кочани кои што беа навистина пожртвувани. Голем поздрав до сите од нив, и на еден од нив мислам дека заврши во болница, му посакуваме што попрво да се опорави. Меѓутоа, ниту една пофалба, ниту еден добар збор за Стојан Ангелов и за владата кој што го остави Кочани на цедило. Повик до целата македонска јавност да побараме одговорност веднаш, затоа што ова може да ни се случи повторно и да не поминеме вака како што помина во Кочани. Нека ни е за памет, нека е за памет и на одговорните, и ако не се способни, нека си одат. Тоа е пораката денеска од овде. Уште еднаш ви благодарам за вашето време. Господине Левков, и минатата година имаше пожари во Кочани, а според моите информации у Кочани има 15 пожарникари и 7 возила, кој што едно е уништено вчера. Така што зошто има 15 пожарникари и 7 возила и зошто од минатата година до денеска не е ништо превземено? Што направивте вие како партија, например, во Советот на општината, што побаравте, дали воопшто побаравте да има вработување на нови пожарникари? 15 луѓе? Така и па еве, сега поминуваше и ребалансот и буџетот, погледнете ги амандманите на опозицијата и погледнете ги дискусиите кога баравме да се купат амбулантни возила или кога баравме да се купат противпожарни возила, погледнете ги тие расправи како поминуваат тие дискусии, како беа експресно отфрлани од страна на владата со едноставно објаснување. Амандманот не се прифаќа и на крајот доаѓаме до вакви ситуации. Вчера
како што кажавме, едно возило опожарено, едно возило беше останато во територијалната противпожарна единица затоа што е нефункционално, другите две се стари, постоја места на теренот каде што тие буквално не можеа да стигнат затоа што се стари и строшени и не се доволно моќни за пристап до тој терен. Затоа токму сега велам дека не да ги оставаме работите под тепих, не да зборуваме дека сега не е моментот, напротив, токму сега, после вакви несреќи, е моментот да излеземе, да се погледнеме очи во очи и да си кажеме кој што направи и да видиме што ќе каже Стојанче Ангелов, кој што ги убедуваше кочанчани дека хеликоптерите не летале ноќно време, а погледнете ги снимките и видеата, ќе видите како овде граѓаните се бореа од 6 до 8:30 до 9 часот токму овде во сред бел ден. Зошто да имаме такви изјави и тој да објаснува на кочанчани дека хеликоптерите не летале ноќно време, сметам дека се навистина понижувачки и срамно е да дискутираме за такви работи и уште посрамно е да кажуваме дека сега не е време. Токму напротив, сега е време да зборуваме за одговорност на сите тие луѓе затоа што тие се одговорни на нешто што се нарекува Центар за управување на кризи. Ние како опозиција не располагаме со институциите. Се што можеме да направиме да повикуваме, да алармираме, да кажеме она што сме го виделе на терен, дека не работат, нема каде да се дополни вода, дека не работат цистерните и дека хеликоптерите можеа да ја санираат оваа штета многу побезболно и многу полесно.